Пред се сакам да се заблагодарам на министрот за локална самоуправа господин Пенов денеска за посетата и за реализацијата на овој заеднички проект за 4 општини, на директорот за регионален развој Реджепи и нормално на планскиот Вадарски регион кој што беше апликант на овој грант, кој што е доделен преку Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој. Исто на представниците од Халбанка и на Турско здружение кои што ни дозволија да имаме каско осигурување од година дена бесплатно. Целата инвестиција е 32 милиона денари. Тоа значи дека 4 територијални противпожарни единици во планскиот Вадарски регион се опремуваат со нови возила, Кавадарци, Неготино, Велес и Свети Николе. И можам слободно да кажем дека оваква битна набавка на противпожарни единици од камиони е прва од 2009 па наваки во делот на заштита на населението, во делот за заштита на правните субјекти и нормално се значи јавен интерес. Нашата соработка како Вадарски плански регион заедно со Министерството со Бирото за регионален развој е на високо ниво, од големо значење и имаме доста реализирани проекти, така да мислам дека нема да застанеме тука. Нормално ова е еден дел само во противпожарната заштита, меѓутоа има уште многу голем дел на проекти кои што ги реализираме преку Министерството за локална самоуправа, преку Бирото за регионален развој и како регион рамноправно и линеарно се развиваме во целост. Така да уште еднаш благодарност до сите оние што возможија денеска да ги добиеме овие возила. Би им посакал на сите наши пожарникари од регионот да што помалку ги користат, нормално да служат повеќе за вежби, а граѓаните да се осеќат безбедно, сигурно, дека стварно имаме опрема и она што му следува законски на секој граѓанин можеме да го удоволиме. Ние денес со оваа донација во вашиот регион, 4 противпожарни возила и следната недела во североисточниот во Куманово, ја заокружуваме владината програма со која во сите места ги обновуваме противпожарните возила. После онаа катастрофа што ја имавме со шумските пожари, сега ги зајакнуваме капацитетите на противпожарните служби и во оваа прва фаза во сите градови во Македонија донираме, помагаме да сите ги обноват барем по едно ново возило. Ние денес не застануваме само тука. На градоначалникот денес му носиме и уште една, односно на целиот регион, уште една донација, владина заедно со швајцарската влада во Кавадарци ќе се оформи центар за згрижување на кучињата скитници и со што нивото на квалитетот на живење во овој регион и во тој аспект ќе го подигнеме. Ние сме тука заедно со директорот на Бирото за регионален развој, ќе разговараме за другите апликации кои што ги имаат општините и ќе продолжиме со поддршката во други области. Јас само да споменам дека ние покрај противпожарни возила влегуваме следната година со владини средства во целосна реконструкција на кардиологија Охрид, на нефрологија Струга, на Институтот за белодробни заболувања во Отешево. Така да зафаќаме еден поширок диапазон со цел да вистинските потреби на граѓаните ги задоволиме и регионите да добијат повеќе на значење, повеќе на исполнување на сервисот кон граѓаните.
Значи можам слободно да кажам дека владината политика, односно после пожарите што се случува во нашата држава, значи конкретно денеска стигнавме и во овој плански регион да реализираме тоа политика, значи тесната соработка со локалната власт, соработката со сите градоначалници што го имаме ние како бюро, значи и како што кажа градоначалникот и министерот, значи тоа соработка ќе продолжува и во иднини и ние како влада ќе поддржиме проекти што се во интерес на граѓаните, односно да го подобриме квалитетот на граѓаните во сите плански региони и да ги зачуваме луѓето во тој плански регион, пошто и според пописот и според сите показатели кажуваат дека граѓаните, односно селата не се празнат и одат во поголемите градови, односно во Скопје. Целта на владината политика, па и на градоначалниците да стварат подобри услови, сигурноста на тие региони, како што се еве овие противпожарни единици, како што рече министерот, и во југозападниот плански регион ќе финансираме двете болници, каде што условите за лекување во тие болници ќе бидат подобар во иднина. Исто така во југоисточниот плански регион преку гранична соработка ќе имаме нови противпожарни возила во 2023 година. Во североисточниот плански регион имаме и во источниот плански регион каде што сме ги подобрувале, односно ги обновиме возилата за противпожарна единица. Се покажа дека имаме вистинска потреба во овие последни години како држава да вложиме напори да ги обновиме тие возила. Значи соработката продолжува со сите чинители на државата без разлика од која политичка партија, така да ние стоиме на располагање и соработката е во високо ниво. Значи прво да изразам огромна благодарност до Вардарско-плански регион, до Биро за регионален развој и Министерство за локална самоуправа за оваа донација. Значи ова доаѓа како шлак на тортата, бидејќи знае јавноста дека пред месец дена ние пуштивме во употреба нова противпожарна станица донирана од страна на амбасадата на Соединетите Американски држави. Значи со ова ново возило ние го заокружуваме возниот парк, имаме 4, ова ни е пето противпожарно возило. И само да напоменам дека за наредната година, веднаш после новогодишните празници, од сопствени средства планираме да набавиме и уште едно теренско возило со кој што нашата противпожарна станица ќе биде комплетно опремена за, не дај Боже, за потребите на нашата општина и општина Лозово, која што ја обслужуваме, и за соседните општини. Само може да пожелам на нашите пожарникари да имаат што помалку работа и, како што каже градоначалникот Јанчев, само да ја користат за вежбавни активности. Ако може така да кажеме, општина Неготино може да изрази голема благодарност за донацијата на овие противпожарни возила, особено од големо значење за општина Неготино, затоа што може да се ова е прв пат после долги години општина Неготино да добие ново противпожарно возило. Најстарите се некаде од 70-тите години, а последната донација која што има добиено територијалната противпожарна единица се случи некаде 2013 година, но тоа беше донација на старо противпожарно возило. Така да со ова новото противпожарно возило ќе се подобрат и условите за работа за самите пожарникари, а сепак и тие услови кои што се добри да ги искористат само за вежбавни активности. Ние на овој проект заедно со Министерството за локална самоуправа и со Бирото за регионален развој работиме подолг временски период. Ја користам оваа прилика јавно да им се заблагодарам. Тука е министерот за локална самоуправа и директорот на Бирото за регионален развој. Значи 4 нови возила за Кавадарци, Велес, Неготино и Свети Николе, едно за Велес, но ние го изминатава година дена од кога извршуваме функцијата градоначалник, ова е трето возило. Првото беше преку Швајцарската развојна агенција и програмата за развој на Обединетите нации. Имавме едно возило пред неколку месеци од дирекцијата за заштита и спасување и ова е третото возило од Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој со некој финансирање од 1.800.000 денари од страна на општина Велес. Мислам дека со претходните возила ние дека возниот парк за територијалната противпожарна единица во Велес го затвараме. Моментално работиме на проект за реконструкција на пожарната. Ќе се сконцентрираме наредната година и на опремата и како што кажа сите градоначалници колеги, овие возила се добродојни, но што малку да се користат.
Јас само би сакал на крај да додадам дека Центарот за развој на Вадарски регион успешно го реализира овој проект во изминатата година, што набавивме 4 возила со вкупна вредност од 32 милиони денари. Би сакал да напоменам дека покрај Министерството и општините учествуваат собствени средства во висина од 8 милиони денари. Се надевам дека овдека нема да станеме, дека продолжуваме со реализација на други проекти во соработка со Министерството и со Бирото за регионален развој. Благодарам. Ќе се отвори и стационарот за домашни или за куќни скитници. Кога би отпочнале активностите за отворање на овој центар, кој што е од голема важност? Така, согласно договорот, ние имаме временски рок во 30 дена да ја започнеме денската постапка, но пред тоа треба да ги предвидиме сите потребни услови за непречено функционирање и одржливост на самиот стационар.